Асфалтирањето на 10 улици во Кочани и реализацијата на проектот за изградба на колектор и пречистителна станица за отпадни води се клучните проекти што оваа година ќе ги реализира општината. Ова на пресконференција го соопшти градоначалникот Димитровски, осврнувајќи се подетално на двата проекти, за кои рече дека се од големо значење за сите граѓани. Според него, асфалтирањето на улиците ќе се реализира со поволен заем од Светска банка во висина од 61,5 милион денари, со рок за враќање на парите од 10 години, со 3 години грејс период и 1,5% годишна камата. Со средствата ќе се асфалтираат улици во вкупна должина од 3,9 км, и тоа десниот и левиот крак на улицата Орце Николов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, 13-та македонска бригада, Димитар Лазаров, Македонска, Разловечково стание и 15-ти македонски корпус, Пиринска, улицата 554 во Прокрка и Јанка Стоименова во Оризари. Димитровски рече дека во наредниот период ќе биде објавен огласот за јавна набавка, по кој ќе следува изборот на изведувач и реализацијата, чиј рок е 9 месеци. Изградбата на колекторот и пречистителната станица за отпадни води на пресконференцијата беше оценета како значаен проект, затоа што тоа досега била најголемата донација што Швајцарија ја реализира во Република Македонија во висина од 21 милион швајцарски франци. Планирано е поставување на главен колектор кој ќе поаѓа од селото Оризари и ќе го следи течението на Кочанска река во должина од 12 до 13 км. Овој колектор треба да ги собира отпадните води од сегашните 9 испусти од Оризари до Долни Подлог, кои треба да се надоградат, да бидат затворени канали и да бидат по стандардите комплетно завршени. Отпадните води од овој затворен систем ќе минуваат низ пречистителна станица, која ќе се гради на најниската гравитацијска точка на вливот на насалница во реката Драгалница. Според Димитровски, пречистителната станица ќе биде опремена со најсовремена технологија, со мала површина и минимални трошоци за експлоатација и одржување. Со неа ќе бидат третирани отпадните води од Кочани и околните рамничарски села, со капацитет од 58.000 еквивалент жители.